Испитот по мајчин јазик денес повторно ги врати матурантите во училишните клупи, речиси во сите средни училишта во регионот се спроведе вториот ден од екстерниот испит од државната матура. Овој испит се подготвуваме сите континуирано, но интензивно се спремаме последните месеци и се надевам на позитивен резултат, на одличен 5. Кои се плановите после завршувањето на гимназија? Плановите по завршувањето се на архитектонскиот факултет. Најмногу пријавени кандидати имаше во Штипската гимназија. Вкупно има пријавено 174 ученици, поделени во 12 простории и испитот ќе трае 240 минути. Гимназијата е секогаш подготвена за вакви предизвици, така што сме подготвени во сите простории да ги примеме сите ученици, условите се обезбедени максимални и посакуваме успешна работа на учениците. Без проблеми и според предвиденото, испитот се спроведе во сите училишта во регионот. Значи во средното општинско училиште Колен Ехтенин во Штип е започнато тестирањето по мајчиниот јазик, македонски јазик и литература. Од вкупно 170 матуранти, државна матура имаме 68 матуранти кои што денес го полагаат мајчиниот јазик. Тестирањето заврши во најдобар ред, се беше како што треба. Се надеваме дека нашите матуранти ќе го постигнат посакуваниот успех. Во нашето училиште од вкупно 187 матуранти, денес македонски јазик полагаат 156. Тестирањето започна на време и се одвива во најдобар ред. Во понеделник е полагањето на третиот екстерен испит – хемија, физика, биологија, историја, филозофија, естетика и бизнис, додека на 13 јуни ќе бидат тестирани матурантите кои избрале да полагаат математика. Прелиминарните резултати од екстерните испити ДИЦ ќе ги објави најдоцна 30 дена од спроведувањето на последниот екстерен испит, односно најдоцна до 13 јули. Конечните резултати ќе им бидат достапни по завршувањето на процесот на приговори. За кандидатите кои нема да поднесат приговор, прелиминарните резултати се конечни. Матурантите кои нема да положат дел или сите испити од државната матура во јуни или од оправдани причини не полагале државна матура, ќе можат да полагаат во августовскиот испитен рок.